Драги гледачи, добро вечер. Јас сум Миланчо Пендев, а вие гледате емисијата Меѓу редови. Денешен мој гостин е Петар Блажевски. Добро вечер и добро ни дојде. Добро вечер, мило ми е што ме поканивте, што имам чест да бидам со вас. Ти си, како што знам, од Охрид или Охридско. Па има жителство Кавадаречко. Како дојде до тоа да го оставиш најубавиот град во Македонија, ако не и во Европа? И тука да дојдеш во Кавадарци. Што не значи дека и во Кавадарци е лош град за Не, живее. секако. Првично Кавадарци ми се допадна затоа што на неколку пати пред да се преселам Кавадарци бев така дали на прошетка на што и да било, каде што запознав и мојата денешна сопруга која што ми е. Второ, реално да ви кажам, Кавадарци малку ми се попријатни луѓето. Мисля и климата ми влијае, пошто сакам јас потопло и секако е Кавадарци еден од градовите кој што беше добар за да се преселам. Добро, а знам дека претходно не си ти од градот од Охрид, претходно има живеено на друго место или во друга општина. Да. Па ајде вака да ми кажеш, од каде потекнуваш? Значи, оригинално, татко ми, мајка ми, јас каде што сум пораснат со од општина Деврца, може би некој слушна да поточно Белчишта. Таму сум живеен до 20 и неколку години, значи 20 години и повеќе од мојот живот сум таму живеет. После некој време бев кратко Охрид и од Охрид се преселив, како што знаете, во Кавадарци. Ти си христијанин. Да. Како не си бил од секојаш, како секој еден Не. од нас, па кој беше тој момент кога, ете, да така кажам, ти кликна да почнеш да се интересираш за Библијата и за Исуса Христа и се што е поврзано за Библијата? Па видите, јас од секогаш како малечок бев некој вид на детенце, тогаш може да се каже, кој што цело бев оној кој испитува, кој што не може да се мирен ако не знам што има нешто натре во него или таков дух, испитувачки дух, така да речеме, бев. Јуше основна школа бев, многу ме интересираше, ме интересираат звездите, сонцата, се надвор што е. Читајќи така многу книги кои што читав, стигнав да Господето ми донесе на тој правец да го запознам него. Како се случи вака? Можеш и така накратко во неколку реченици. Накратко, се случило да така да на мојот дедо. Кажа првен дека испитуваш. Дали и други верски заедници испитуваше, одеше кај нив, да дојдеш до вистината или она која што ти фали, можеби? Да, секако. Знаете, секој пат човек го бара тоа што го немат. Ако ние нешто добиеме, немаме да бараме нешто друго, така? Ако сега имаме, не знам, имаме замислено да добиеме, не знам, да купиме или автомобил, што и да било, кога ќе го добиеме, логички е да прекинеме со барање за автомобилот. Така и јас пробав лево, десно, се додека не најдов тоа што ми фалеше. Поточно патот се Господа. И те задоволи ли тоа? Да, прекинуи со барањето, кога го купиш тоа што го имаш, или кога си го купил тоа што си го намерил, прекинуш веќе. Би било безмислено да бараш. Безцелно. Да. Јас знам дека ти си сериозен студент на Библијата и ја проучуваш темелно Библијата. Една е таа работа, а друга работа е, имајќи ја предвид ситуацијата во последно време, како кај нас во Македонија, така и во светот, што се случуваат сите работи, па и ова последново и со ковидот. Дали ти се чини и тебе исто како и мене дека историјата на некој начин се повторува? Односно не изгледа како еден гледан филм, една реприза од еден филм. Па да, тоа е многу очигледно. Ако не би можеле да заприметиме, ние не можеме да заприметиме од денешна гледна точка дали историјата се повторува, затоа што нормално не живееме 500.000 години па да направиме споредба во старо време како било. Меѓутоа, точно е дека историјата се повторуваат и тие кои што студираат историја може од ова време едноставно да го најдат пред 500, пред 1000 години и пред 2000 години. Може и се поставуваат и прашањето зошто се повторуваат историјата. Тоа е едно логично прашање кое следи на ово прашање. Се повторуваат историјата од едноставна причина што луѓето што живееле во тоа време се склони на работите да ги прават кои што ние денес не склони да ги правиме. Значи, тие луѓе кои што живееле пред 1000 години, пред 2000 години.
Како, на пример, голема е разликата денеска во технологија, на пример, ако земеме. Каде може да се најде тоа заедничко или заеднички именител на тоа време луѓето кои што живееле и во денешно време? Одлично прашање. Значи, ако гледаме технологија, ние сме многу различни. Меѓутоа, ако гледаме морално, човекот можам да кажам дека е многу малце и не малце, туку многу подолго пред луѓето. Уназаден, значи. Да, уназаден. Значи гледаме, не правиме муабе дали е човекот напредна технологија, одел пешки па сега ојд со автомобил или такви работи. Ако го гледаме човекот како фигура, без се тие надворешни работи кои што ги има на него, морално човекот е склон тие работи што ги правил пред 1000 години, е склон да ги повтори денес. И што значи? Ако нешто се направило во историјата пред 1000 години, има шанси ние да ги повториме затоа што многу личиме на нив, на тие луѓе кои што били пред 1000 или пред 2000 години. Затоа знаеме дека сигурно ќе се повторите. На кој начин и дали на вистина светот, да така кажам, бил во една ваква слична ситуација, како што е денес? Да, ако земе, то со сигурност може да се каже дека бил, кога луѓето се зборуваат за моменталната ситуација, прва мисла на кој што им иде на луѓето е моментално за ковид се размислуваат, секако дека бил во ситуација која што имало вакви пандемии, кои што биле пред 500, пред 100 или и помалце години. Меѓутоа зборуваме за на друга пандемија, друг некој начин на однесување, начин на живење, кој што можеме да го префрлиме на нас за стотици години. Не само за пандемијата. Овој начин на живење кој што денес го имаме, дури наоѓаме дури во Светото писмо, од самиот Исус кажува дека нешто што денеска ќе го имало и порано. Нели знаеме дека во Исус викат како што беше во времето на Ное, така ќе биде пред моето скоро доаѓање. Што сака да каже? Дека исто таков начин на живење, како што живееле луѓето пред Ное, во времето на Ное, пред потопот, ќе имаме и кај нас. Како живееле, еве да им објасниме на нашите гледачи во кратки црти? Па Во времето на Ное. може вака да се објасни. Или пред потопот. Пред потопот, Библијата го дава одговор, значи не е мој тој одговор. Викат сите нивни мисли и помисли беа зло и само зло. Еден стих има во Библијата, во Битие мисля дека беше, кај што кажуваат сите нивни мисли и помисли беа зло. Што сака да каже тоа? Кога сите мисли и помисли се зло, од што произлегвите од сите? Тоа е фактички коренот на сите работи. Злото е коренот на сите работи, он не го излегва што? Убиства, прелюбодејства и сите тие други, така да речеме, гранки на страна кои што се дадени. Исус дава слика или предслика пред да дојдам, викат јас, ова што луѓето како што живееле пред потопот во времето на Ное, ќе бидат и денес такви. Можеме да најдеме на многу пати во историјата, тоа не е само времето на Ное. Исто кажуват во времето на Лот дека биле такви. Наоѓаме на повеќе примери, Исус кај што прави паралела помеѓу старо време и наше време. Можеме ли да така кажам во овој темен тунел да видиме светлина, или ова е само привремено, или како и гледаш работите? Зависи од која перспектива гледаме. Значи, ако гледаме Дали би се вратило сето во нормала? Знаеме какво сме деградирани луѓето и на морално и на секакво поле. Дали очекуваш дека ќе се вратиме во нормала? Дека е ова сето привремено, па ќе помине и така натаму. Па може да се каже нормала, затоа што треба да прво да ставиме дефиниција за нормала, затоа што за еден човек едно е нормала, за друг е нормала друг. За некој кој што е, не знам, затвореник некаде, нормала е да си биде затворен, а за некој нормала е да биде слободен. Затоа што можеби многу луѓе ќе помислат дека ќе се врати нормала кај што си живеевме, како што живееше татко ми, дедо ми, прадедо ми, така и ние ќе си живееме. Библијата дава една друга слика која што кажува дека ќе дојде до нормала, меѓутоа која е нормала? Нормала, кој што кажува Господ дека се додека не дојде тој ќе има вакви периоди. Периоди кои што би нагоре надолу, меѓутоа интензитетот нивни на овие работи што се случуваат ќе оид вака. Посилни и почести, посилни и почести. Можеби ќе има период на нормала, така да речеме. Луѓето кога размислуваат, сите очекува нормала каква? Да заврши ковид и да си живееме како порано. Да немат ковид, да биде се нормално, да не слушаме по цел ден на телевизија дека луѓе умираат од ковид, и тоа за 90% од луѓето тоа би било една нормала која што беше скоро да речеме пред ковид. Затоа што пред да почне ковид луѓето не ни размислуваја, повеќето луѓе не размислуваја за ова работа и за нив тоа беше нормално. Макар да некој човек од пред 100 години го воскреснеме и го ставиме денеска со нас,
тој нема да рече дека начинот на кој што живееме ние за него е нормален. Затоа реков дека дефиниција за нормала е Добро, Библијата зборува за крај на ова земја и на крај на овој свет. Значи, овие турбуленции кои што ги кажа, нема вечно да траат, значи. Така е. Некојаш ќе оди се надолу веќе. Дали се сложуваш со тоа Така е. мислење? Тоа, значи Исус тоа го кажа. Во Матеј 24 глава Исус набројува знаци кои што треба да бидат пред неговото доаѓање, ги објаснуваат војни, болести, глад, помор, сите тие работи. Исус кажуваат, викаат, сето тоа е почеток на породилни болки. Ние мажи не знаме, меѓутоа секоја жена која што родила дете, можете да ја прашате што е карактеристично за породилни болки. На почеток породилните болки какви се? Слаби и интервалот им е долг. Имаш породилна болка, имаш пауза од 2 часа, имаш пак друга породилна болка. После имаш пауза од час и 45 минути. Пак породилна болка. И како што видат времето до поредувањето, породилните болки се зголемуваат по сила и бројот, фреквенцијата станува се поблиску и крајните какви се? Веќе кога ќе дојдат како стегат породилни болки, најнаш после стегнуваат породилните болки и викаат се раѓа човек. Но многу не ги знаеме, ама веруваме дека е тешко. Да, значи јас сум разговарал со мојата сопруга и кажав дека интервалите се баш како некој биолошки часовник не имаме натре, кој што мери минута. Може да го земиш сат, часовникот и да мериш дека на минута ако ти дошла, очекви скоро 59 секунди до минута средните болки ќе бидат. Така да тоа исто што го кажал дека ќе биде со породилни болки, само треба да ни каже дека интензитетот и бројот на овие случувања кои ќе се зголеми. Убава споредба ни кажа. Добро, што можеме да научиме од претходните генерации? Може ли со пример некој или со нешто да ни кажеш како било или да гледаме уназад во минатото да се поучиме за да бидеме подобри во иднината или во сегашноста? Тоа е многу добро прашање. Што можеме и поточно подобро би било прашањето дали можеме да научиме нешто од претходните генерации, вклучувајќи ги оние кои што живееле пред илјадници години. Тоа е прашање затоа што повеќе може да се кажете индивидуално. Ние како поединци секој, а и како заедница, како општество кое што живееме, би требало да можеме да научиме од претходните генерации, затоа што многу подобро е да научиме ако некој друг сгрешил и ние имаме време без да ја трпиме последицата на грешката да се поправиме. А ако ние сгрешиме имаме автоматски и последица. Тоа имаше едно како смешно така размислување да речеме ако некој, не знам, свињи, како го вика кај вас, не знам како е што му го даве на свињите помија. Така. Ако му ставиме жешка помија и ако една свиња си го изгори носот во помијата, дали другите 10 свињи кои што се за него нема да чепнат со носот натре во помијата? Што мислите, ќе се научат ли од искуството на претходното животно? Јас мислам дека ние луѓето нека што треба да се учиме од туѓите грешки, туку некојаш не се учиме ни од сопствените грешки. Ова да не испадне сега да не се увреде некој од нашите гледачи, но моето искуство, почнувајќи од мене лично, така изгледа. Некојаш не се учиме и на нашите, на сопствените грешки. И ги повторуваме се одново и одново. Зошто е тоа така? Една од причините е што првично не сме убедени дека сме сгрешиле. Ако јас сум убеден дека нешто сум направил грешка, а повторно го правам тоа истото, не гледам смислата во тоа нешто. Се до оној момент додека не увидиме дека правиме нешто грешка, до тогаш ќе си повториме грешката. Заради тоа е причината затоа што повторно грешиме на некоја иста работа. Добро, времето е такво какво што заклучивме сега. И лошо по нашиот разговор. Добро, ние дали треба да бидеме неми посматрачи и онака да гледаме и ништо да не допринесуваме се за добробит на нашата држава, на општеството и на меѓучовечките односи. Каде се наоѓаш и на кој начин ние можеме да допринесеме во тој правец? Знаете, мнозина размислуваат дека јас сум еден поединец и немам никакво влијание на оние околу мене, но секако кога јас сум еден, ти си еден, секој од нас е еден, ние имаме, сакали не сакале, имаме некакво влијание.
Првично на тие околу нас кои се во нашиот потесен круг, во семејството, а потоа на тие кои луѓе кои се сретнуваме околу нас, вршиме влијание. Дали било позитивно или негативно, то не влегуваме тука. Туку секако дека вршиме влијание. Прашањето ти беше дали ние не само посматрачи на целата ситуација и викаме ние не можеме ништо, како тече водата така и ние ојме со неја надвол. Меѓутоа не е така. Кога ние имаме примери во Библијата кои што луѓе кои што гледале дека цела река тргнала надолу, тие били кои што застанале. Имаме полно примери како Даниел, Илија кои што биле примери кои што цел народ тргнал на друга страна, а тие застанале на вистинската страна. Што можеме за нас ние да извлечеме од нивна полука? Мисля за наша полука од нивното искуство. Тие луѓе кои што тогаш знаеле за Бога, застанале на тоа што биле уверени дека е вистина. Ние, ако сме уверени во тоа што го зборуваме и живееме според тоа светло што го имаме, тогаш ние автоматски ќе застанеме на страната која што е вистина. Кога другите луѓе ќе го видат тоа, ќе посведочат дека навистина сме на вистинската страна. Како да живееме денес, а при тоа да не се грижиме за нашата иднина и за иднината на нашите деца и нашето потомство и нашите генерации после нас? Право, тоа е прекрасно прашање, затоа што можеме да излеземе се денеска низ чарши и да прашаме ево 50-100 луѓе, да прашаме дека 90% од луѓето се загрижени. Знаете зашо? Не се загрижени за можеби за јадење, за пиење, ќе имаме и такви, меѓутоа повеќе се загрижени што ќе бит тие што се постари, не се грижат можеби толку многу за нив, туку за иднината. Страф од иднината. Да, страф од иднината, што ќе биде со моето дете, што ќе биде со моето внуче. Јас утре можеби нема да питам, меѓутоа што ќе се случи? Од секој пат луѓето сакале да допрат во иднината, што ќе биде утре. За вчера не толку ги интересират, меѓутоа што ќе биде после 10-20 години. Ние како луѓе, кога би знаеле што би било, кога ние би знаеле како би бил нашиот живот, цел наш живот, како би завршил нашиот живот, би живееле така да речеме поспокојно. Стварно ќе биде така. Прашањето ти беше како да живееме ние, а сепак да немаме страв за нашата иднина и за иднината на нашите деца. Како вие би му дали пример гаранција на некој човек за неговото дете, како ќе живее дали било во нашата држава или во овој свет? Што би му дали како ние родители, што се грижиме? Најпоќе се грижиме за нашите деца да бидат јадени, пиени, да имат каде да живеат. Се грижиме за онаквото, за да им биде комфортен животот. Меѓутоа, дали тоа е гаранција? Дали некоја гаранција која што им нудиме? Од каде ние можеме да добиеме на друго место гаранција за нашата иднина, ако имаме иднина, не знаеме ни колку ќе живееме, нормално. Добро, Библијата зборува за иднината, на некој начин не е откриена иднината, ако се сложува со мене. Така е. И ние знаеме веќе како и во кој правец да одиме. Познато ни е во Библијата, впрочем се опишени многу настани. И од тоа од оној непогрешливиот, од нашиот Бог, така нели? Така е. Така да многу работи ни се откриени. Можеби и луѓето кои што не знаат за Бога многу, можат да насетат за иднината дека не носи добро иднината, но сепак не знаат каде да го пронајдат оној кој што може да каже за иднината. Да, меѓутоа и треба да се спомне тоа дека крајниот излез на целата ситуација не е лош. Крајот на цела ситуација не е лош, крајниот излез од цела ситуација ќе биде добар. Каде што Господ вика, јас ги знам моите мисли вика за добро и за светла иднина и надеж. Господ кажува дека тоа што тој го припремал за луѓето кои што веруваат во него и кои што ќе го слушнат неговиот глас е дека ќе имат светла иднина и надеж. Луѓето кога би биле сигурни дека утре ќе имаат светла иднина и надеж, не би се грижеле дали ќе умрат денес. Затоа што тоа што ги мачите, што ќе биде иднината. А Господ кажал каква ќе биде иднината, многу добро знаеме во Библијата. Ти си еден од христијаните кои што постојано повикуваат на Библијата, на читање на Библијата, на промена на својот карактер, промена во во моралното живење и така натаму. Во што се должи таа, да така кажам, нивнаитност и сериозност на која што повикуваат христијаните? Една од причините која што повикуваме на читање на Библијата и запознавање на Господа, да имаме вистинска врска со Господа, е прво времето во кое што живееме и второ начинот кој што Господ кажал како да го запознаеме е многу битен. Затоа што
кога ние би го знаеле вистински Господа, нашиот живот би бил трансформиран, би бил сличен на неговиот. Како што спомнавме на почетокот, итноста на таа порака е затоа што знаеме во кое време живееме. Меѓутоа има луѓе кои што не знаат во кое време живеат. Затоа сите се поканети да ја земат Библијата, да отворат, да прочитаат, а сам Господ им открие начинот на кој што треба да живеат. Затоа што читајќи Библијата, Господ ни зборуваат и од ден на ден не преобразуваат да бидеме се послични на него. Добро, во една оваква обкруженост, во една оваква атмосфера каде што вистината е помешана со лага, каде што злото е на голема врата, каде што го победува злото доброто, навидум, и така изгледа, и така е, уствари, можно ли е сепак еден човек да живее еден посветен живот, кој што ќе биде пример за тоа како навистина треба да живее еден христијанин? Да. Според кое мерило е можно? Според мерилото кое што Господ ни го дал. Ако живееме според неговиот збор и според неговиот дух, можно е. Можно е затоа што имаме многу примери, ни Стариот завет, ни Новиот завет, најголем пример се разбират кој ни е. Исус, кој што живеел во едно какво општество живеел во времето на римско владење, а сепак Исус бил еден посветен живот. После Исус наоѓаме и полно други новозаветни личности како апостолите и други следбеници кои што биле после негово време. Тие луѓе биле луѓе кои што го познавале на Господа и со својот начин на живење и имале огромно влијание на светот околу нив. Замислите да Исус кога е поставил неговата црква имало само 12 апостоли, а стигнало до колку милиони и милиарди да речеме следбеници кои што го знаат Исуса. Од кое? Тоа влијание кое што Исус го е корен на тоа добро влијание се поминало низ вековите и ние сме го наследиле од него. Добро, во сето ова зло, во сето ова неправда, во сето ова збрка, да така кажам, можеш ли да ја видиш Божјата рака? Како може да се препознае Божјата рака? Уствари, дали Бог делува, има ли контрола на целата ова ситуација? Првично, објективно, ако гледаме вака по настрана малце, ако се тргнеме, ќе добиеме слика дека се е препуштено само на себе, Бог не се грижи за целата ситуација и ние сме препуштени кој како што може да се снајде. Меѓутоа, никога не било така. Ниту во времето кога пред 2, 3, 5 или 50 години кога беше нормално, дали тогаш Бог се грижеше за ситуацијата? Ќе рече, да, добро, ние Господ се грижи. Сега Господ крена раце од цела ситуација. Ние знаеме според Библијата, кој што повеќе пати споменавме, имаме многу примери кај што изгледало навидум дека Господ не е заинтересиран, не постои никаде, а од друга страна ќе видиме како Бог интересира. Оваа ситуација значи нема да дојде до бескрај и нема Господ да допушти да дојде до бескрај, ќе речат дури и Господ не се грижи за оваа ситуација. Знаеме дека Библијата кажува дека нема дојде дека тој ќе стави крај на. Баш тоа ми е прашањето наредно, тоа ја одиме веќе кон крајот. Дали гледаш излез во оваа ситуација? Каде каков излез ни понудил Господ во Библијата? Бог ни дал излез. Точно е да излезот не е, така да речеме, дали знаете, имате Исус на едно место, викаат, јас сум пат, живот, вистина. На друго место кажуваат Исус дека викаат, јас сум вратата. Вратата знаете ли зашо служи? За влез и за излез. Единствен излез од која да било ситуација, а особено во ситуацијата која што сте моментално, и влез за воидниот живот, за вечен живот е само преку Исуса Христо. Немаме друго име, како што каже писмото, даено под небото преку кого можеме да се спасиме. Исус е нашата врата, Исус е нашиот излез, Исус е нашиот живот. Тој ни е се што имаме во овој живот. Пред да ја одјавиме нашата програма, дали имаш некоја порака до нашите гледачи? Да, секако дека имам порака. Мојата порака ќе биде, ако до вчера можеби не сте знаеле за Господа, за Исуса, или сте знаеле, сте слушнале можеби, моја препорака или мој совет е да земите Библијата, да ја отворите, ако ви е полесно, читате слободно Новиот Завет и полека ќе го запознаете Исуса. Откако ќе го запознаете Исуса, тој ќе ви даде мир и знаење за него, кој ќе ве држи во ова време. Затоа што мнозина луѓе се обесхрабрени, мнозина не знаат што ќе се случи утре, што ќе се случи другата година, што ќе се случи последен месец. Но Исус е тој кој што ќе ви даде надеж и утеха за ова време да знаете како да живеете. И секој пат ќе го слушате неговиот глас. Петар, дојдовме до крајот на нашата емисија.
Сакам да ти заблагодарам за тоа што беше мој вечерашен гостин во емисијата Меѓу редови и навистина морам да кажам дека беше добар мој соговорник и се надевам, односно верувам дека нашите гледачи научија или се потсетија на некои работи кои што се верувам сериозни во ова наше последно време во кое што живееме. Уште една сакам да ти заблагодарам и да се видим во некоја наредна прилика. И благодарам на вас и на поканата и ми беше често задоволство што сум со вас. Ви благодарам и на вас, драги гледачи. Се одјавуваме од студието и се гледаме во наредна прилика на истото место и во исто време. Пријатно.